Стационар за бездомни куќиња ќе гради општина Зрновци. Истиот ќе биде лоциран во кругот на фабриката за селектирање на комунален смет, а просторот е во фаза на подготовка. Предвиден е да се гради на површина од околу 100 метри квадратни. Во него ќе се наоѓаат неколку боксови за сместување на куќињата, а истовремено стационарот ќе нуди и третман на заловените куќиња. Истретираните здрави куќиња ќе можат и да се посвојуваат. Од општината неколку пати упатуваа предупредувања до сопствениците да се ги приберат куќињата, но бидејќи тие ништо не преземаат, општината ќе го решава проблемот со изградба на стационар. Ние навистина одлучивме после многу предупредување кон граѓаните да ги издомаат своите куќиња, да ги отстранат од јавните површини, кои што навистина стана веќе опасност за поготово за децата. Тука ќе ги спомнам и учениците кои што веќе се плашаат да отидат на училиште без придружба на своите родители. Ние од тие причини одлучивме да размислуваме во правец на отварање на стационар каде што ќе бидат сите овие куќиња кои што не се обележени, ќе бидат прогласени за скитници, односно за бездомници. Понатаму ќе следува процес на заловување на овие куќиња, исти да бидат сместени во овој иден стационар, каде понатаму ќе бидат третирани, ќе бидат крајните куќињата, се до оној момент додека некој не изрази желба да здоме дел од овие куќиња, или пак не се појават неговите собственици да си го земат до тука и секој за тоа ќе треба да платат и одредена надокнада. Инаку, група младинци од Кочани и Зрновци целосно го подражуваат градоначалникот Станков за идејата за изградба на стационар и се нудат за помош во третирањето и хранењето на куќињата. Откако слушнав за идејата на градоначалникот од општина Зрновци дека сака да изгради стационар во кој ќе бидат хумано третирани котрињата, се одличив да му дадам целесна подршка за изградба на него. Учам ветеринарно училиште и многу ги сакам куќињата, би сакала навистина да му помогнам. Моментално чувам 10 куќиња, од кои 5 се малечки и сите се собрани од улица. Неколку од нив ќе бидат тука сместени во стационарот и ќе се чека дом за нив, да бидат удомени. Ние сме голема група на млади лица кои сакаме да помогнеме во овој стационар со хранење на куќињата редовно шетање. Голем број собственици на куќињата се веќе известени и писмено и усно, зашто во наредниот период Станков најави и казни за собствениците кои што нема да се ги приберат своите куќиња. Целта е куќињата кои што се агресивни да се тргнат од улиците и јавните површини на општината, кои што во последно време навистина станаа закана за граѓаните. Станков додава дека ќе биде избрана фирма која што ќе го врши заловувањето, а во боксовите на стационарот куќињата ќе бидат хумано третирани и одгледувани. За нив ќе се грижат младите лица чија што идеја беше отворањето на стационарот и изгрижување на куќињата.